Krimi nuk shpërblehet, ju lutem formalizoni biznesin tuaj. Këtë mesazh dërgoi kryeministri Mickovski në konferencën vjetore, formalizimi i ekonomisë jo formale përmes bashkëpunimit drejt suksesit. Ai njëkohësisht paralajmëroi një luftë sistematike kundër ekonomisë gri, e cila po e dëmton buxhetin e shtetit. Vendi nuk ka matje të saktë, por sipas të dhënave të Bankës Botërore, ekonomia gri përfshin rreth 30% të prodhimit të brendshëm bruto. Më së shumti është e pranishme në sektorin e ndërtimtarisë. Криминалот не се исплати и тоа е порака до сите оние кои што мислат дека ќе функционираат по принципот како до сега, односно со криминал, со сива економија, со заскривање на даноци и така натаму, дека тоа се исплати, порано или подоцна ќе бидат пронајдени и ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Така што мојата порака е дека криминалот не се исплати. Ве молам, формализирајте го вашиот бизнис и немојте да мислите дека на тој начин ќе изиграте државата. Многу е тешко вие да зборувате за тоа колкав е процентот, затоа што едно од најтешките работи кои што може да се измери е тоа. Некаде нели проценки кои што ги прави Светска банка кажува дека околу 29%. Но онаа работа што и претходно ја спомена, вие не можете да зборувате дека на пример сите компании се во неформална економија заради тоа што така решили, така сакаат. Никогаш не можеме да тргнеме од позицијата дека сите се сега злоупотребуваат закон. Не, има, како што кажав, многу недоречености во законите кои што Kryeministri pret gjithashtu stabilizim të çmimeve të ushqimit gjatë këtij viti. Делот на храната минатата година имаше божикна кошничка, јануарска кошничка и така ќе биде и во април. Инаку ценам дека ќе се движиме во рамките на проекцијата под 3% на ниво на годишна инфлација оваа година, кога ќе ја споредиме стапката горе-доле иста како во регионов. Ai u bëri thirrje tregtarëve që goditjet globale të mos shërbejnë si justifikim për marzhat të pajustifikuara dhe fitimet të tepruara në kurriz të qytetarëve, duke paralajmëruar monitorim të shtuar për të parandaluar abuzimet e mundshme.